Добар ден, ученици! Добре дојдовте во Е-училница. Јас сум наставник Марија Богатиновска од Пробиштип и денеска ќе ви одржам час по македонски јазик. Овој час ќе биде посебен, а вие сами ќе откриете зошто. На овој час ќе учиме една песна. Сликата на татковината. Што треба да научите на овој час? Треба да се запознаете со поимот стих, стихотворба, песна, да воочувате и да препознавате стих, наслов и автор на песната, потоа да ја доживувате содржината на песната, да се запознаете со некои основни податоци за својата татковина и да меморирате стихови. Потребни материјали за овој час се учебникот по македонски јазик, кој што ќе треба да го отворите на страна 20, тетратката по македонски јазик и училишниот прибор. Застани го видеото, подготви се и продолжуваме. Да видиме најнапред што е тоа татковина. Кога ќе го слушнеме зборот татковина, на што не потсеќа прво? На земја, така е. Потоа на држава. А во земјата или во државата во која што живееме имаме дом. А во домот има семејство. А во семејството има топлина, убавина, слобода и најважното од се – љубов. Зборот татковина е голем збор. Тој е сочинет од сите овие зборови. Земја, држава, дом, семејство, топлина, убавина, слобода, љубов. Татковина е државата во која што сме се родиле и во која што живееме. Секој човек си има своја татковина, а секоја татковина си има свое име. Нашата татковина се вика Република Северна Македонија. Секој човек и секое дете ја сака својата татковина, затоа што таа е една и единствена. Затоа треба да се грижиме за неа, да ја чуваме и браниме. Ова е знамето на нашата татковина. Секоја земја си има свое знаме. Македонското знаме е вакво, значи како на сликата и како она позади мене. Има црвена основа и 8 жолти краци кои што личат на сонце. Нашата татковина е многу убава. Таа има многу природни богатства, многу убави градови и села, реки и езера, ридови и планини. Еве неколку слики од убавините на нашата татковина. Ова е слика на главниот град Скопје. Слика од кањонот Матка. Слика од Пелистер. Ова е Охридското езеро. Понатаму слика од Шар планина. Слика од изворот на реката Вруток. Имаме и слика од реката Вардар, која што се наоѓа во главниот град Скопје, слика од Дојранското езеро, Колешинските водопади, што се наоѓаат во близина на градот Струмица, потоа градот Крушево, Лесновскиот манастир и дел од Преспанското езеро. На овие слики се дадени на вистина многу убави делови од нашата татковина. Некои се природни убавини, а некои се споменици или манастири. Зошто реков дека овој час ќе биде посебен? Затоа што овој е роденденски час. Секоја држава има свој роден ден. Така и нашата татковина си има свој роден ден. Роденденот на нашата татковина е на 8 септември. И тогаш е празник во нашата држава. А кога е празник, тогаш пред сите институции се вее македонското знаме. Затоа што се ближи роденденот на нашата татковина, ние денес по тој повод ќе научиме песна која се вика Сликата на татковината. Но пред да ви ја прочитам оваа песна,
Најнапред да видиме од што е составена секоја песна. Како што човекот има глава на телото, така и песната има наслов. Значи, најгоре се наоѓа насловот на песната. Во овој случај, насловот е сликата на татковината. Под неа стои името на авторот. Тоа е всушност човекот што ја напишал песната. И во овој случај автор е Ибрахим Кајан. Значи, горе е насловот, а долу е авторот на песната. Ова во средината се стиховите на песната. Значи, секоја песна има стихови. Стих е секој ред од песната. Повеќе стихови прават една строфа. Оваа песна е кратка и има само една строфа. Меѓутоа, вие сте учеле и подолги песни со повеќе строфи во прво одделение. Сега ќе ви ја прочитам песната. Сликата на татковината. Сликата на училиштето и сликата на паркот, сликата на птиците и сликата на воздухот, сликата на срцето и душата среќна, сликата на љубовта е сликата на татковината. Ова е строфата што вие треба да ја научите напамет и да ја рецитирате изразно. А што значи тоа изразно? Кога ќе рецитирате, да зборувате умерено, ниту да брзате, ниту премногу развлечено да зборувате. И да зборувате со умерена јачина на гласот, ниту премногу да викате, ниту претивко да ја кажувате песната. Но најважно од се, кога учите стихови, е да се обидете да си замислувате слики за полесно да ја меморирате песната. Оваа песна започнува со зборот сликата. Речиси секој стих започнува со зборот сликата. По првиот стих го имаме училиштето и вие ќе си го замислете училиштето. Потоа ќе го замислите паркот, па птиците, па срцето и душата среќна, па љубовта и на крајот тоа е сликата на татковината. Ќе читам стих по стих, а вие ќе повторувате и ќе си мислите. Сликата на училиштето, сликата на училиштето, сликата на училиштето и сликата на паркот, и сликата на паркот. Училиште, парк. Ајде да ги кажеме двата стиха. Сликата на училиштето и сликата на паркот. Потоа, сликата на птиците и сликата на воздухот. Ајде да ги кажеме сега двата стиха. Сликата на птиците и сликата на воздухот. А сега да ги кажеме сите 4. Сликата на училиштето и сликата на паркот, сликата на птиците и сликата на воздухот. Сликата на срцето и душата среќна. Сликата на срцето и душата среќна. Ајде повторувај. Сликата на љубовта е сликата на татковината. И така, откако ќе ги повторуваш неколку пати стиховите, ќе успееш да ја научиш целата песна. Ајде заедно да ја кажеме уште еднаш. Прво го кажуваме насловот. Сликата на татковината, сликата на училиштето и сликата на паркот, сликата на птиците и сликата на воздухот, сликата на срцето и душата среќна, сликата на љубовта е сликата на татковината. Се надевам дека не е тешка. Доколку си ги замислуваш овие слики, полесно ќе можеш да ја научиш оваа стихотворба. А сега да се потсетиме што научивме на овој час. Што беше тоа татковина? Така е. Значи, државата или земјата во која што сме се родиле и живееме, се вика татковина.
А како се вика нашата татковина? Кога ќе одговараш, обиди се да одговараш со целосни реченици. Нашата татковина се вика Република Северна Македонија. Какво е знамето на нашата татковина? Знамето на нашата татковина е со црвена основа и 8 жолти краци кои личат на сонце. А кога е роденденот на нашата татковина? Дали запомти? Роденденот на нашата татковина е 8 септември. Наброј неколку убави места од нашата татковина. Кои слики ги виде? Ова сам ќе го одговориш. А кој е насловот на песната што ја учевме? Одлично, сликата на татковината. Што е стих и што е строфа? Стих е секој ред од песната, а повеќе стихови прават една строфа. И сега твоја задача е да ја научиш добро напамет песничката и да ја рецитираш изразно. А во твојата тетрадка ќе го нацрташ знамето на нашата татковина. Можеш да направиш и роденденска честитка за нашата татковина. Ти благодарам на вниманието.